Иако временска рамка до кога треба да се спроведат уставните промени нема, сепак владата си даде некаков рок до крајот на оваа година и до ноември поточно да бидат внесени бугарите во преамбулата на Уставот. Очигледно ќе биде многу тешко. За оваа тема, но и на други актуелни теми поврзани со македонските евроинтеграции. Ќе разговарам со министерот за надворешни работи Бујар Османи. Господин Османи, што ако не се усвојат амандманите? Целосно ќе запре евроинтегративниот пат, ќе биде ставен во мирување на подолг период или имате како влада, говорам, план Б? Видете, доколку не се завршат уставните измени, односно промената на уставните измени до крајот на годината, паузира целиот процес на преговори со Европската Унија, а имајќи ја предвид важноста на европскиот процес за нашето општество, кое што е нетипично зависно од европски процес, за разлика од некои други држави, мислам дека станува една општествена криза и политичка, која што ја имаме видено претходно со блокадата на европскиот процес предизвикана од спорот со името, и можеме да влеземе во една ситуација на изолација во кое што ќе се отвараат некои прашања кои што самиот европски процес ги субординира. И тука не предвидувам добри динамики внатрешни и регионални како резултат на тоа. Помалку овој ваш првичен став во разговорот изгледа ултимативно, па дури заплашувачки за македонските граѓани. Не заплашувачки, туку ја се обидувам да им кажам на граѓаните тоа во што верувам дека ќе се случи. Прво, дека уставните измени не се контроверзни, не се ризични за никого. Напротив, само ја зацврстува нашата позиција како држава, во која што заедниците и граѓаните ги имаат сите индивидуални и колективни права. Ние сме најдобри на тоа поле и со ова само се зацврстува таа позиција. Никому нема да фали влакно од тој процес. Меѓутоа, незавршување на тој процес и како резултат на тоа, поларизирање на општеството, давајќи при тоа тежина на националистичкиот сентимент, реторика, па и политичко дејствување, мислам дека ја одвлекува државата од овој трасиран евроатлантски пат, на пат на изолација, на пат на недоверба внатрешна помеѓу етничките заедници, односи со соседите кои што се фрагилни и сите други последици и на економски и социјален план. За жал, треба да им се каже на граѓаните дека тоа се двете опции пред кои што сме исправени. Значи, една опција во која што никому нема да фали влакно, а државата ќе си обезбеди европски пат, држава членка на НАТО, која што влегува во еден нов европски процес, каде што со новиот начин на преговори има веднаш пристап до политики на Европската Унија, пристап до фондови на Европска Унија, можност за демократизирање уште повеќе на општеството, за владење на право, за зајакнати институции, за меѓуетничка хармонија, за добрососедски односи, све тоа што посакуваат граѓаните во оваа држава. И имате втора опција и на етење поради никаква причина, затоа што до сега не видовме аргумент од било кого што е тоа ризично од уставните промени. Буквално е и на етење и калкуланство партиско-политичко, за да се поларизира општеството, за да следните избори, тоа е и логиката на одредени политичари, наредните избори да бидат референдум за уставните измени и на таа карта да го ловат тој сентимент на граѓаните кој што очигледно е разочаран со право по однос на тоа како изгледа европскиот процес за нашата држава. Меѓутоа, тоа е нечесен однос кон граѓаните, имајќи ги предвид последиците од едно такво блокирање и изолирање. Со отворањето на Уставот, исклучиво се фокусирате како влада за внесување на бугарите во преамбулата или ќе им излезете во пресред во однос на овие барање? Бришење на формулацијата 20%, незастарување на делата со корупција. Видете, има комисија за тоа. Нека ги представуваат, политичките партии имаат представници. За жал, опозицијата која што секогаш
ја немаше во важни стратешки процеси за државата. Еве, уште еднаш покажува дека не е на маса кога се одлучуваат важни прашања за граѓаните, а потоа излегува на улица или одговорница и ги обвинува другите. Видете, ако немате храброст да решавате проблеми, ќе ви ги реши некој друг. После не се жалете како ги решил тој друг. Затоа што вие очигледно не сте кадарни. Еве, историски гледано, во последните 30 години дали едно стратешки важно прашање во делот на меѓуетнички односи, во делот на добрососедски односи, евроатлантска интеграција е влезено похрабро од сите политички чинители. Така да, таму нека се предлагаат идеите и ќе се види на крај резултатот. Ако има расположение, се надевам, повеќе работи ќе се надминат. Ако нема расположение, јас би го издвоил европскиот пат како суштински важен, кондицио sine qua non, како да објаснам, животна линија за нашата држава и општество. Ако обстојувате на ставот како влада дека ние како држава преговараме со Европската унија, а не со Бугарија, дали не мислите дека можеби е добро да се побара медијација од Брисел во однос на омекнување или приближување на позициите меѓу Скопје и Софија? Видете, и до сега имаше медијација. Но неуспешно. Европскиот предлог беше посредуван од француското претседателство, претходно од германското претседателство. Другите земји членки се разбира помагаат. Еве, секој ден постојано имаме комуникации и патувања за да ја представиме нашата позиција. Се разбира, Република Бугарија ја представува нивната позиција. Така да ние ќе мораме да комуницираме со Бугарија и надвор од европскиот контекст. И да не беше Европската унија, ние со Република Бугарија сме први соседи. И ние ќе мора да најдеме начин да живееме како соседи, почитувајќи се еден со друг. Во забелешките на нашите меѓународни партнери, меѓу другото, освен корупцијата, криминалот како аномалии политички па и општествени, една од забелешките ни е и нетранспарентноста. И уште тука на старт најдуваме на голем, вие го најавивте, голем проект Бехтел Енка. Ако не гледате ништо спорно во овој капитален проект изградбата на коридорот 8 и 10D, како очекувате од пратениците да дадат поддршка на нешто што го немаат видено? Идете на варијантата, ќе им го дадеме исклучиво на народните избраници кои имаат безбедносен сертификат. Да. Видете, тука има два елемента. Прашањето на транспарентноста е легитимно. И тука треба да бидеме гласни, да бараме, да се докаже транспарентност, законитост на целиот. Но тука ви е забелешката дека е нетранспарентна влада. За жал, тука има испреплетено многу политика и одредени елементи дури и на омраза, етничка омраза, поделби и така натаму. Замислете, имавме коментари од типот, значи зборуваме за автопатот кој го поврзува Скопје со Охрид. Најважниот наш туристички град. Сите сме сонувале кога би можеле еден ден да патуваме до Охрид, а да не мора да патуваме ни стража, нели? И сега ни се дава таква можност, заради тоа што има еден крак од Охрид до граница со Албанија, ја етнизираа целата тема и влегувајќи дури и во говор на омраза и етничка дискриминација, бидејќи очигледно има се уште стереотипи и предрасуди, кои што мислам дека ги злоупотребуваат одредени елементи кои што не се дел од националниот интерес на оваа држава, етничкиот интерес на македонците, на албанците и на останатите заедници. Тоа повеќе ме вознемирува. Значи, гледаме еден дискурс кој што не сме го виделе после 90-тите години. Затоа што рамковниот договор некако создаде табу да се чепка по етничките односи во дневната политика неограничено. За жал, опозицијата последно време ги надминува границите на светост, на етничките односи кои што ги постави рамковниот договор. И сега гледаме и по однос на јазикот, и по однос на прикажувајќи еден проект, замислете, автопатот Скопје Охрид, прикажувајќи го како некаков си етнички интерес на
на албанците, враќајќи еден дискурс на 90-тите кој што мислевме дека го надминавме. Тоа ме плаши. Ова другото со транспарентноста до крај да се оди. До крај да се оди. И да се осветли целиот процес. Тука нема компромис. Ме плаши тоа другото. И мислам дека за жал и транспарентноста се злоупотребува во функција на претходното, на стереотипизирањето. Еден крак од Струга до Кјафасан создава цела оваа ситуација на животната, повторно ќе кажам, линија на артеријата на државата, автопатот Скопје-Охрид. И место да бидеме среќни и задоволни дека конечно после 30 години ја најдовме најсериозната светска компанија да не однесе за саат и пол до Охрид, се создава целата оваа драма, за жал, преку други елементи кои што мислам дека се импортирани и злоупотребуваат. Министр, како политичарите па и обичните граѓани да веруваат во честната намера ваша, кога многу често нашите меѓународни партнери ќе речат корупцијата и криминалот е вгнездена во високите ешелони на власта. Видете, нема подобар механизам за борба против корупција од преговорите со Европската унија. Нема подобар. Значи, светот нема создадено по-прецизен механизам за борба против корупција, освен исполнување на Копенхашките критериуми членството во Европската унија. И сега ние велиме како влада, дајте тој процес да почне, за да може тие механизми, тие микроскопи и инструменти за осветлување и за борба против корупцијата да се активираат, и имате другата страна која што вели не, да не се активираат тие механизми. Сега прашањето е, кој се обидува да се бори против корупцијата? Нема друг начин. Све е пробано. Све друго е импровизација. Вие можете да ги донесете најдобрите закони. Доколку не ги имплементирате, вие немате резултат. Единствено докажано до сега инструмент за чистење на едно општество делумно од корупцијата е членството во Европската унија, односно исполнување на критериумите за членство. Затоа ги правиме сите. Помалку ова теза ви е погрешна, бидејќи сигурно дека и утре да станеме членка на Европската унија, мет и млеко нема да тече во држава. Затоа реков делумно. Меѓутоа нема подобар механизам. Еве, кажете ми вие кој инструментариум е поефикасен отколку отварањето и затварањето на поглавја, односно исполнувањето на критериумите за членство во Европската унија. И затоа се бориме за почеток на отварање на поглавјата. Следите тренинг, мој соговорник е министерот за надворешни работи Бујар Османи. Господине Османи, судските состојби во државата, правосудниот систем не е речиси крахиран. Последните случувања во судскиот совет покажува и докажува уште еднаш дека има испреплетеност на измешани правни, политички па и бизнис превирања. Дали тука препознавате и мешање на партијата во изборот на суди, обвинители? Видете, изборот на шефот на обвинителството за организиран криминал, Абази. Судијата... Кој го избра Абази? Го избра обвинителите. Еднаш кажав, бидејќи... Видете, ја не сум... Господин Османи, како беше избран Абази? Затоа ве прашувам кој го избра Абази. И некаде коментирав, реков, знаете, тоа е како докторите или хирурзите, бидејќи ми е близко тоа, да избираат свој председател и новинарите и политичарите да кажат не го избравте најдобриот. Значи, обвинителот го избрале обвинителите. Кои сме ние двајца да коментираме кој е добар или подобар. Меѓутоа, ова чисто го кажувам како пример, бидејќи е несоодветно, нема подемократски процес отколку да им се остави на еснафот, на фелата. Министр, имате уште еден пример. Судијата Беџети со месеци го држал предметот. Знаете зошто реагирам на ова, бидејќи јас бев вице-премиер за европски прашања кога го донесовме законот за обвинителство за организиран криминал.
И се разговара во експертскиот тим, и присуствував и некогаш, сите опции. Кој да го избере? Да го избере парламентот, ќе има влијание политичко. Да избере обвинителски совет на обвинители, ќе има влијание. И се дојде до идеја, најдобро е да се остави на фелата, на еснафот. Сами они да си го избират својот прв човек. И се разбира дека треба да се следи дали имало злоупотреба на процесот. Меѓутоа, по однос на законодавството, мислам дека отидовме на варијанта чистиот механизам и инструмент по однос на избор кој што нема да биде под влијание директно на Дали како владеачка гарнитура чувствувате одговорност за ерозија на правосудниот систем? Видете, ние како ДУИ, сега ќе се префрлам малку на партиската, не на како министер за надворешни работи. Знаете дека ја иницииравме идејата за ветинг на сите јавни носители на јавни функции. Значи целосен ветинг. Од обвинители, суди, политичари, функционери. Сите да мора да поминат низ еден систем на кој што е интероперабилен од сите институции и да добие пас, документ, кога се кандидира, кога станува дел од носител на јавна функција или после тоа. Еве уште бараме да се воспостави тој ветинг систем. Кој го спречува тоа да го спроведе? Значи треба да се усвои законот. Има и предлог закон кој што е подготвен и е даден. Се разбира, имаше одредени реакции од Европската унија, водејќи се од искуството на Албанија, кој што на некој начин го декапитираше судскиот систем, дека е премногу агресивен како пристап и може да доведе до дисторзија на системот. Меѓутоа, еве, одиме повторно на најрадикалната варијанта. Дајте да воведеме ветинг на сите, на нас политичарите, функционерите, обвинителите, судиите. Нема друг механизам. Еве кажете кој е тој подобар механизам. И континуирано бараме поддршка за ветингот и бараме поддршка од сите, еве и од медиумите, и од политичките партии, и од општествените чинители. Дајте еднаш за секогаш да ги затвараме овие шпекулации кои што се чисто заради дневно политички Вие потреби. сте на власт, а вие барате. Ние бараме, законот треба да се усвои со мнозинство. Треба да има поддршка од сите. Треба да има поддршка од Европската унија. Треба да има поддршка и од фелата, се разбира. Значи, ние сметаме дека најдобар начин да се затвараат конечно овие шпекулации, овие вперувања прст, секојаш кога ќе им е потребно и во интерес на некој, е преку ветинг на сите. Дајте сите да поминеме низ филтерот. Кој нема да помине, ќе се види јавно. Министре, ве прашав за уставните промени, доколку не се успее во намерата да се направи измена на највисокиот правен акт, дали лидерот на ДУИ Али Ахмети размислува за избори во септември или октомври? Избори ќе има во редовниот термин, пролет идната година. Нема да има предвремени парламентарни избори. Во минато неделното интервју и гостување на екс-министерот за надворешни и член на извршниот комитет Милошовски на ВМРО ДПМН, рече дека со ДУИ, дури ако дојдеме на власт или добиеме поддршката, нема да правиме коалиција, бидејќи ДУИ е синоним за корупција. Но очигледно дека политиката сепак ги поврзува партиите. Политиката е всушност пред се, а не граѓаните. Видете, по однос на корупцијата треба да кажуваат институциите. Мислам дека ова е веќе виден филм. Секојаш партиите во опозиција вперуваат прст. И СДСМ кога беше во опозиција, вперуваше прст кон ДУИ, сметајќи дека така ќе ја дестабилизираат владата. Истата оваа стратегија име на ВМРО, која што некој им ја кажал од тие пиар експерти, нападнете го ДУИ или пак кажете дека ова е влада на ДУИ, со помал партнер СДСМ, затоа што така ќе ги иритирате граѓаните од македонско етничко потрекло. Меѓутоа се гледа дека е многу прост пиар трик, кој што граѓаните лесно го дешифрираат, го откриваат. Мислам дека покажуваат сериозна неодговорност кон
кон државните интереси, кон една нормална политичка комуникација. Критикувајте, да, критикувајте со сите сили. Не манипулирајте, немојте со лажни вести и немојте да атакувате по светите прашања на ова општество, меѓуетничките односи и евроатлантските интеграции. Господин Османи, се чини дека како да се проширува блокот, албанскиот блок пред се, сите против ДУИ. Денове се зборува дека алтернатива и БСС во разговори за ширење на коалицијата. Вашиот сопартиец и така наречената огнена група силно ве критикува за начинот на кој ја практикувате власта. Стравувате дека полека ви се спрема опозиција? Видете, многу е важно да се зборува со факти. Еве да ги земеме резултатите од последните избори. 90% од представниците на албанското гласачко тело од минатите избори се заедно во владата. ДУИ и Алијанса за албанците. Сите други се околу 5 до 10% од албанското гласачко тело. Како може 5% да се сите против 95% кои што сега споделуваат заедничка визија за државата? Значи, ние го лансиравме фронтот за Европа токму поради тоа да ги здружиме сите европски сили во оваа држава, бидејќи се почувствува ризик дека се повеќе дебатата, диалогот во општеството станува црно-бел за Европската Унија и против Европската Унија, односно за изолација и некои си источни аранжмани. На тоа се сведува. И затоа ние рековме, ако е така, дајте да видиме кој е за Европска Унија и кој е за Евроатлантска република Северна Македонија, и така Алијанса влезе во владата. И сега имате 90% од представниците на албанците имате во влада. Тие другите исто така е отворена име вратата да бидат дел од тој фронт, како и сите други македонски политички партии кои што сметаат дека источните аранжмани за оваа држава не значат перспектива, туку напротив, значат голема трагедија. Кој има контролата на теренот во Чаир? Бујар Османи или Изет Мечити и така наречената огнена група? Али Ахмети. Како и сегде. Контрола, ако мислите во смисла која има поддршката. Значи, Али Ахмети има поддршката на доминантното албанско население во државата, и тоа поради многу проста причина. Затоа што човекот е конзистентен во своите ставови, он не е политикант, он не е човек кој што размислува за наредните избори. Тој е човек кој што размислува за наредните генерации. Вие размислувате за лидер на ДУИ? Не. Бидејќи нема таква дебата во ДУИ. Господинот Ахмети, да даде Господ да е жив и здрав, има уште многу години во ДУИ. Зарем Али Ахмети е незаменлив во ДУИ? Во моментот е незаменлив. И мислам дека политичарот таков калибар е незаменлив и за целата држава. На крајот ќе завршам со помалку цинично прашање. Кога ќе се игра новиот фудбалски меч на мали голчиња со Артан Груби? Се надевам кога ќе имаме нов голем резултат. Се надевам дека министрите секогаш ќе бидат во позиција да промовираат големи проекти за граѓаните. Коридорот е осумен најголемиот проект кој што и се случило на оваа држава. Се надевам дека наредно ќе биде уште поголем проект кој што ќе значи стандард, поголеми плати, нови работни места, безбедност и благодет за граѓаните. Допираат до вас критиките дека ДУИ ги дуизираше институциите, ги приватизираше? Мислам дека е дел од таа пропаганда која што стручните штабови ја имаат осмислено, сметајќи дека на тој начин ќе може да се допираат до нервите на одредени гласачи. Верувајте дека тоа е лага. Значи, тоа е лага. И сите овие напади кон ДУИ се оркестрирани од неколку центри,
а сме ги виделе тие филмови многу порано. Проблемот е за нив е што Дуи е искрен со своите гласачи. И ние сме тие, овие граѓани. Ја имаме оваа агенда, овие приоритети и ја имаме довербата, ја добиваме довербата постојано од граѓаните. Во моментот кога граѓаните ќе сметаат дека не сме веќе паметни, не знаеме што правиме, не знаеме каде сакаме да одиме, сме станале нечесни, сме станале арогантни, се разбира ќе ни ја одземаат поддршката. Господин Османи, ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас.